Сметам дека е непотребно толку да се комплицираат работи кои што се основни права на граѓаните. Тоа 20%... Дали се загрозени правата на албанци? Не сметам дека се загрозени, меѓутоа се држиме на иста точка веќе 35 години. Постојано зборуваме албанскиот јазик, закон за јазиците. За сега не забележувам некоја спремност од страна на Софија да се вклучат во некаква комуникација на било кое ниво. Мислам дека и на целиот Балкан се случи тоа што Пинк телевизија и тие го донесоа, тие некој Душко Гојковиќ тоа го нарече музички џихад. Дали ве следи културното и музичко наследство од таткото Драган? Значи многу тешко наследство, многу големо бреме за мене. Тогаш почнав да ги слушам и текстовите. И се распаднав. Што е среќата? Значи среќата е субјективна состојба кај секој човек. И среќата значи се создава. Сексот како секс е израз на ниво на тело на љубовта. Ние низ нашето тело ја изразуваме љубовта нели кон партнерот. Го стартуваме новото издание на ТВ магазинот Трелинг. Вечерашниот соговорник е стоматолог кој беше министер за здравство во времето на владење на СДСМ и го замени актуелниот лидер на СДСМ Венко Филипче. Сега е прв вице-премиер и задолжен за европски прашања. Беким Сали, гостин во ова издание на Трелинг. Господин Сали, речиси 2 месеци сте на оваа позиција и можам да кажам дека уште на стартот влеговте во конфронтација со вашите владини партнери. Побаравте правосуден испит да се полага на албански јазик како втор јазик за користење во Македонија во натрешниот правен промет. Премиерот Мицковски сугерира ова прашање да се реши со закон и примена на законот за јазици. Дали сте задоволни од ова решение? Вака, правниот дел, значи можеме да го дискутираме како ќе се реши тој проблем и тоа се враќаме на основата на проблемот, а основата на проблемот е Уставот кој што овозможува зборување и обраќање на мајчин јазик на сите граѓани на државата кон институциите. Во минатото се оставани делови во кои што се дефинирани одредени прашања да се решат со некаков тој закон или овој закон. И сметам дека тука се случуваат тие недоразбирања меѓу граѓаните, нивните барања, реални барања и институциите. Во овој случај правосудниот испит. Јас имам дадена изјава во јавност дека стојам на барањето на студентите, затоа што е тоа основно право, а начинот како ќе го решиме ние, тоа останува на експертите по уставно право, на експертите по правото и нормално и политичарите, ние кои што се грижиме за севкупниот спокоен живот на граѓаните во државата. За сега гледам дека има спремност за вакви измени на закони и адаптации, се што е потребно да се направи. Меѓутоа, дали ќе одземе време, тоа ќе видиме со тек на времето. Сметате дека ќе ви се излезе во пресред во однос на барањата? Значи, вака, во принцип, дали сметам или не сметам, тоа би требало да биде така, затоа што во изминатиот период, знаете, ние сме 35 години држава и сме биле соочени по време на албанците, биле особено како етничка група, соочени со одредени потреби кои што сакале да ги реализираат, а биле потребни десетина години додека да стигнат до финалниот резултат, односно до добивање на тоа право основно кое што го барале. И сметам дека разумот треба да биде пред тие правни, управни пречки кои што возможуваат користење на некое основно право кое што им припаѓа на сите граѓани без разлика. Меѓутоа вашиот колега министерот за правда ви порача придржувајте се и читајте го уставот. Ние го читаме уставот. Значи јас ќе повторам дека сметам дека уставот го читаме на различен начин, затоа што
и да е уставот со некаква насока кон одреден закон и доколку тој закон не бил добро прецизиран за да го покрие овој дел од барањето на студентите, мислам дека ние сме обврзани како политичари да најдеме начин како да им излеземе во пресрет на тие студенти. Затоа што тие се граѓани на оваа држава, студирале овде, и тоа студирале на факултети на кои што ние сме им дале акредитации, сме ги поддржали и ги финансираме како држава и на крај на денот не можеме да им ускратиме право на кој јазик они ќе се обратат во моментот кога они треба да бидат да го добијат круцијалниот момент на нивното студирање. Нели сертификат за полагање на државен испит во здравството или па правосудниот испит во правото. Ова не е прв пат да дојде до конфронтација на министри од вреди и знам. Ако меѓу вас во владината коалиција постои внатрешен анимозитет и разлики во однос на одредени значајни прашања, зошто мислите дека граѓаните би ви верувале во однос на политиките кои ги водите како влада, говорам? Во кој дел сметат дека не треба да веруваат? Затоа што ние имаме различни гласачки тела. Така да ние сме во коалиција меѓу три поголеми партии или коалиции внатрешни. Така да сите имаме ние различни гласачки тела, тие ни дале мандат за да представуваме одредена група, одредени интереси, одредени политики. Токму тука се враќаме на таа тема, дали ние уште после 35 години независност на државата се уште треба да збориме дали некој треба да полага на тој или на овој јазик. Мислам, дали таа табела треба да биде магистрален пат, треба да пишува меѓународни јазици, во овој случај англискиот, македонскиот, дали треба и албански да има или не, или па е локален пат во кој што има 20% албанци. Мислам, влезете од граница од Косово навамо, ќе се соочите со нејасна ситуација. Имате табела во која што пишува добро дојдовте во Македонија, во Република Северна Македонија. Потоа, доколку вие свртите во општина Чучер Сандево, таму не се албанците 20%, ќе имате само на македонски. Потоа продолжувате пат кон Бутел, општината Бутел, кај што има албанци, па таму пишува и албански. Сметам дека е непотребно толку да се комплицираат работи кои што се основни права на граѓаните. Тоа 20% ограничување... Загрозени ли се правата на албанците? Дали се загрозени правата на албанците? Не сметам дека се загрозени, меѓутоа се држиме на иста точка веќе 35 години. Постојано зборуваме албанскиот јазик, закон за јазиците, табелите вакви ќе бидат, пораките ќе стигаат на двојазичност, еднојазичност. Мислам, во принцип, како понова генерација, да кажем, на политичари, сметам дека ние треба како држава да одговориме на сите барања на граѓаните. Меѓутоа, не нарушувајќи ги столбовите на државност. Сметате дека има двојни аршини? Па и тоа и веќе го, значи, вака, дали има двојни аршини, се основа на законите. Нели ние се повикуваме, законот е таков. Ама ние сме политичарите кои што треба да го адаптираме законот. Доколку нешто е усвоено пред 30 години, 20 години, а гледаме дека ни создава проблеми и такво чувство на секундарни граѓани или граѓани од втор ред, тогаш да го надминеме тоа. Тоа е наша одговорност, значи не е ничија одговорност. Ни судството ќе пристапи кон менување на закон, нити па некое друго тело ќе земе иницијатива да се смени некој закон или да се адаптира према потребите на граѓаните. Така да ние законите ги гледам како жива материја, кои што повремено може да се менуваат врз основ на потребите на граѓаните, на тие за кои што ние постоиме. Неодамна се вративте од Брисел, дали македонската ЕУ агенда е ставена во стендбај? Не, напротив. Значи, јас сметам дека ЕУ агендата и од наша страна
и од страна на Брисел е забрзана, затоа што го гледаме интензитетот на работењето на нашите институции, кои што имаат тема адаптации и измени на закони кои што се кон процесот на интеграција. И истото го видов и во Брисел. Значи, секоја изјава на тамошните фактори е во правец на поддршка, максимална поддршка за интеграција и на нашата држава, меѓутоа и на Западниот Балкан. Добро, поддршката од Брисел никогаш не била ставена под знак прашање. Прашањето е дали ние сме подготвени конечно да испорачаме резултати во деловите на кои инсистира Брисел. Во делот на правосудството, борбата против корупцијата, криминалот и се разбира уставните промени. Значи, вака јас можам да потврдам за периодот додека сум министер за европски прашања, дека интензивно се работи на овој дел, реформската агенда особено. Тоа ми е фокусот 95%, да кажеме, на мојот ангажман за адаптирање на сите закони кои што се потребни и ние сме обврзани и сме превземале обврска да ги исполниме и да ги измениме законите и правилници кои што се во склоп на чекорите кои што треба да ги реализираме до крај на 2027 година. Од македонската влада неодамна имаше став дека се иницирало забрзување на диалогот Скопје-Софија. Се заговара и можна медиација во преговорите меѓу двете соседни земји за деблокада на процесот. Дали има некакви изгледи за прогрес во овој дел? Морам, значи, дека е потребна меѓусебна комуникација директна со Софија. Сметам дека треба, затоа што само комуникацијата ќе ги надмина овие политички недоразбирања, пречки со кои што се соочуваме, имајќи во предвид дека во соседна Бугарија веќе сме во фаза на предизборна кампања и немањето на стабилна влада која што би превземала крајно кажано и одговорност за комуникација со Скопје и тенденциите за зголемување на внатрешна поддршка во Бугарија во врска со темата Македонија и интеграции, сметам дека засега не забележувам некоја спремност од страна на Софија да се вклучат во некаква комуникација на било кој ниво кој што би можело да биде како прв чекор за комуникација, добрососедски односи. Како прв вице-премиер, како вие го толкувате ставот на премиерот Мицковски, кој вели додека јас сум премиер, уставни промени нема да има? Меѓутоа, тука премиерот не поставува точка. Вели и дава објаснување зошто е тој став таков, кој што јас, како прв вице-премиер, кој што доаѓа од албанската етничка група, имам разбирање за и емпатија кон делот на барањето, кој што постојано се отвараат теми кои што се од етнички карактер. За жал, првата тема која што ја почнавме да ја дискутираме, етничките теми некако во Македонија не стишуваат, некако не можеме да ги надминеме. И сметам дека треба разум, треба да се гледа во иднината, треба да првично воспоставиме добра, здрава комуникација со Софија, а потоа мислам дека сите овие теми ќе бидат надминливи, имајќи во предвид дека интеграцијата во Европска Унија и полноправното членство во себе вклучува многу повеќе бенефити од теми како што се етничките меѓусоседски односи и останати теми кои што за жал веќе 30 години не држат во иста точка во која што тапкаме.
Францускиот претседател Макрон неодамна изјави дека за 5 години Европската унија би можела да исчезне. Париз како да ја крива блокадата кон Путин и Москва. Од друга страна, има одредени конкретни датуми кога, например, Црна Гора и Албанија би се приклучиле кон европското семејство. Но нема изгледи за македонската ЕУ патека. Дали тоа не ве загрижува? Во услови на геостратешки, геополитички прегрупирања. Значи, како одговорен за овој процес, секако дека ме загрижува и со голема загриженост ја следиме ситуацијата општо геополитичка. Меѓутоа, повторно сметам дека во Европска Унија има доволно искуство и доволно капацитети да ваквите ситуации кои што се навидум ние, како што ги гледаме, тензични, знаат да ги надминат, знаат да сето тоа на ниво на политика да биде средено и смирено, така да оптимист сум дека ќе се надминат овие ситуации кои што за нас... Настрана ставот на Европа за проширување во две брзини. Дали со тој начин на ставот на Европа во две брзини, дефинитивно го затвораме патот кон ЕО? Напротив, јас сметам дека вратите се широко отворени за земји кои што ги исполнуваат условите. Темата проширување можеби беше дискутабилна пред 3-4 години, меѓутоа сега тоа што го гледаме е голема спремност од сите ЕУ држави. Значи од сите. Ниту една не е против проширувањето. Имајќи во предвид ваква спремност, и ние мораме како држава да одговориме позитивно на ова и затоа интензивно и работиме кон исполнување на тие услови, кои што сметам дека во основ се во интерес на нашите граѓани. Сето ова што го работиме, навидум го работиме за Европска Унија, меѓутоа тоа е во интерес на нашите граѓани. Значи, подобри закони, подобри правилници, помалку администрација, почитување на правото, значи, сето тоа е во интерес на нашите граѓани. Следите тренинг гостин во емисијата Беким Сали, прв вице-премиер и министер за европски прашања. Господин Сали, често на наша адреса не критикува за нефункционалноста на институциите. Дали случајот со транзитот на марихуаната е всушност институционален пропуст? Како е возможно 5 тони марихуана туку така глатко да поминат на граничен премин? Дали тоа не е институционална слабост или е можеби постои дослух помеѓу оние кои пренесуваат и владините структури на власта? Двете се исто. Значи, тоа покажува дека има институционална слабост. И овој случај е еден конкретен пример што значи да не си дел од тој склоп на закони кои што треба да се адаптираат кон на нашиот пат од реформската агенда, на нашиот пат кон Европска Унија, затоа што тоа се членките на Европска Унија се земји кои што ги надминале овие пречки, административни пречки, институционални пропусти. Тоа се држави кои што функционираат на најдобар можен начин и во... Сакате да кажете дека нашите институции се нефункционални? Па тоа мора да биде институционален пропуст. Не може друга... Јас најмалку другачие би можел да го објаснам се за тоа. Затоа што количината е премногу голема и доколку е пренесена од еден транспорт, значи тоа е веќе институционален пропуст. Дали тоа значи дека сепак институциите и во изминатиот период прогледувале низ прсти?
имајќи искуство и од Министерството за здравство, знам дека критериуми за основање на таква една компанија се многу ригорозни. И не навлегувам во конкретниот случај и не можам да коментирам за тоа, затоа што не сум внесен во тој дел. Меѓутоа, од искуство ви кажам дека во мое време 10 компании беа затворени, затоа што никогаш не проработеле. Значи, првичниот имидж на инвеститорите бил дека многу лесно може да се основа компанија, да се почне со производство, меѓутоа, кога веќе навлегле во процесот и сфатиле дека тоа не може да биде само една лиценца и едно земјиште во кое што може да се сади, туку треба да има многу повеќе критериуми кои што треба да се исполнат, а сите тие критериуми коштаат финансиски. Они сфатиле дека не се за тој дел од бизнисот и не проработеле многу компании. Во тоа време беа затворени, меѓутоа најверојатно еве во текот на овој период има некои кои што биле на лимитот на функционирање и за жал еве имаме и злоупотреба на тие дозволи кои што биле дадени. Меѓутоа процесот бил многу ригорозен. Затоа што не било само една институција, повеќе институции биле вклучени во давањето на финалната дозвола. Касами побара оставка од Лимани, премиерот му одговори дека тој ја составува владата. Во делот на изјавата на господинот Касами, мислам дека министерот за труд и социјала, за социјални политики и демографија беше предлог на господинот Касами и доколку има забелешки во работењето или па во функционирањето внатрепартиско, сметам дека тоа треба да се реши во партиско ниво. Останатиот дел во мандатирањето или па во разрешување или барање на оставка од страна на министерот, мислам дека има други нивоа, не треба да биде дел од јавните дискусии, затоа што знаеме во мај се спрема реконструкција на владата, ќе се видат перформанси на сите министри и нормално и доколку се со добри перформанси, меѓутоа има други комбинаторики во владата, може да бидат побарани оставки или па други решенија, други кадровски решенија, што се многу природни. Во политиката никогаш не знаете колку време ќе бидете во одредена функција, така да сите треба да имаат спремност од денот на именување за следен ден да биде разрешување, затоа што тоа се политики, така ја водиме државата. Се најавува дека напролет ќе има реконструкција на владата и покрај категоричниот став дека нема да има предвременни избори. Дали сепак е возможно да има избори предвремени? Значи, еве како граѓанин ќе размислувам, доколку има реконструкција на власт, зошто би требало да има предвремени избори? Можно е да нема реконструкција, да се оди на предвремени. Повеќе веројатно е да има реконструкција. Имајќи во предвид дека во мај се исполнуваат 2 години од завршување на изборите и од прилика 2 години функционирање на владата, сметам дека е доволен период да се види една така ревизија на функционирањето и на реализација на програмата на владата. И таму каде што сметаме дека ќе има потреба од зајакнување на некоја институција, мислам дека може да се направи во месец мај, ќе функционираме така до крај на мандатот. Имаме стабилна влада, стабилни се бројките, во одредени моменти кога требало да покажеме политичка зрелост е покажана, така да нема внатрешна криза. Благодарам за интервјуто и гостувањето во Тренинг. Ја ви благодарам на вас. Беким Сали, прв вице-премиер и министер за европски прашања, гостин во Тренинг. Кратка пауза и следува следниот соговорник за ово издание. Значи, сексот може да обстојува како нагон. Мислам, тоа е нашата биолошка природа, дел од животинската природа ни е. Он може да обстојува како нагон, меѓутоа љубовта без сексуалност потешко обстојува. Едноставно, сексот како секс е израз на ниво на тело на љубовта.
ние низ нашето тело и изразуваме љубовта нели кон партнерот и нели се додава на тоа дека е биолошка потреба. Меѓутоа има и многу други значења и многу други функции може да има сексуалноста. Гледате Трилинка во продолжение. Расте бројот на разводи, опаѓа наталитетот. Бракот како да станува товар за голем број на млади парови, а загрижувачка е и појавата на осаменост. Статистиката покажува поразителни податоци. Минатата година вклучени се бракови и е намален бројот за 1600 на 11.066, додека бројот на разведени бракови е зголемен на 259. Во ово издание на Трилинг соговорник е Дора Попова-Узуновски, психолог. Добре дете. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Кои се причините за се поголемиот број на млади парови кои за релативно кратко време одлучуваат да се разделат и зошто често ескалира состојбата? Значи, комплексно прашање со комплексен одговор. Мислам дека една од причините прво е тоа што комплетно е променет моделот на партнерство и тоа што во една голема мера веќе сме далеку излезени од тоа што беше некогаш традиционалниот модел на партнерство, каде што нели се подразбирало дека можеби жената ќе остане дома, ќе се грижи повеќе за домот, за семејството, за децата, а мажот ќе биде тој кој што ќе придонесува. И тоа е едната причина, меѓутоа друга причина во како дел од тој еден комплексен сет, како да го кажам, на причини, ајде не знам, е баш тоа што од една страна, значи се уште се преферира тој традиционален модел, а од друга страна општествениот контекст воопшто не го дозволува. Општествениот контекст прво веќе гледаме што се случува нели со инфлацијата општо во светот, кај нас во Македонија, во Европа и секаде, и не е можно веќе само еден од партнерите да придонесува. Се повеќе се појавува потреба двајцата партнери да придонесуваат и финансиски и нели секако во било која смисла, а од друга страна пак товарот во однос на домот и на семејството повторно станува само на жената. И сега жената има две обврски: и да оди на работа и да придонесува финансиски, и од друга страна плюс да се грижи за домот, а некако на мажот му остана таа нели навика само он да придонесува за домот финансиски, меѓутоа се уште е помала грижата во однос на домот. Не мислам дека тој тренд не се менува. Мислам дека се менува се повеќе. Мажите почнуваат да работат на себе, значи и се зголемуваат и бројот на клиенти, значи на мажи, и секој еден маж кој што седнал да работи на себе, дали преку психотерапија, дали коучинг, дали речил да се информира, да гледа подкасти, да чита книги, секој еден маж успел да си го спаси бракот. Нормално, ако причината се разбира не е во него, односно ако причината нели ако двете страни секогаш сакаат да работат, брак, врска ќе опстане. Меѓутоа кога една од страните повеќе не сака да придонесува да работи или не сваќа дека промена се случува во контекстот, тогаш за жал или едната страна за секогаш ќе остане да трпи, да биде жртва, или едноставно тој брак ќе се распадне на некаков начин. Бидејќи велите дека традиционалната слика за семејство е изместена, дали кога бракот станува под наводници товар, е неопходно развод? Значи, вака, товарот на нас не е секојдневие. Ние секојдневно се соочуваме со некакви ситуации кои што не тератат, кои што не товарат. Меѓутоа, прашање како ги разрешуваме тие ситуации. Не може да не се појави тешкотија, не може да не се појави предизвик во бракот или во врската. Тоа е нормално, меѓутоа, како ние тоа го разрешуваме? Проблем станува кога нештото не се разрешува или кога само се таложи. На некој начин се таложи под тепихот, што се вика, или едноставно имаме невидлив слон што седи во големата соба. Знаеме дека слонот е тука, знаеме дека ни пречи, меѓутоа не се разговара за слонот. Комуникацијата, значи е клучна. Комуникацијата е клучна во односот меѓу партнерите. Најчесто проблематичната комуникација, недоразбирањата, различните потреби придонесуваат за такви кризи или до развод. Меѓутоа, тука сакам нешто важно да кажам.
секогаш во една врска и во еден брак, кога на некој начин ќе се постават улогите премногу ригидно, секогаш доаѓа до криза. Кога долго време ние се наоѓаме ригидно во една позиција, например, јас да се грижам само за домот и за семејството, а сопругот, нели, например, само да придонесува финансиски, кога долго време сме само во таа една позиција, ќе се случи криза неминовно. Зошто? Бидејќи природна потреба на човекот е постојано да креира и да се менува. Мислам, Пантарей е многу стара, нели, изрека, се тече, се менува. И фала Богу дека во одреден период и децата веќе ќе почнат да растат, мајките да не се толку многу потребни и таа жена ќе мора да најде нешто друго да прави. Значи, дури и да сакаме трајно да останеме во рамките на домот само и на семејството, тоа не е возможно. После X години, после некое време, дали после 10, 15, 20 години, нужна внатрешна потреба ќе се појави да ние нешто друго почнеме да правиме. Мислам, ова не го зборувам на памет или не го зборувам паушално, ова е вистинска човечка потреба да создава и да креира. Попова, што е подобро? Среќен развод или несреќен брак? Значи, сигурно дека среќен развод е подобрата варијанта. Меѓутоа, што подразбираме, нели, под среќен развод? Значи, разводот во никој случај прво не може да биде среќен. Кога поминуваме низ разводот, ние поминуваме низ едно разочарување. Разочарувањето е неминовно да се помине. Разводот е загуба на стрес скалата, значи на стрес скалата, разводот е на второ место. Значи, на прво место е смртта на блиска личност, на второ место е загубата на партнер, односно развод. Значи, толку се блиску. Ние кога поминуваме низ развод, неминовно поминуваме низ загуба. Меѓутоа, различни луѓе различно се носат низ таа загуба. Некои луѓе побрзо ќе го прифатат тој процес на таа загуба и ќе поминат некако по-лесно низ тоа, а некои други луѓе не можат да го прифатат, па после се појавуваат дополнителни проблеми помеѓу веќе разведените партнери. А во ситуација кога и двајцата партнери, и сопругот, и жената и мажот се амбициозни, сакаат кариера да градат, како се развива тој ривалитет и како се менаџира во таква ситуација семејните обврски? Значи да, тоа што го спомнав баш претходно, проблем настанува кога имаме ригидна улога. Меѓутоа, секогаш кога се флексибилни улогите и кога имаме флуидност во улогите, бракот опстанува. Значи, за да имаме флексибилност и флуидност на улогите, и двајцата можат да бидат амбициозни партнерите и да имаат семејство, и едно и две деца, се е ствар на договор. Меѓутоа, неопходно е да постои една флуидност и флексибилност, брзина, едноставно брзина на реагирање, кога тој не може, значи да ускочам јас во ситуацијата, кога јас не можам да ускочи тој во ситуацијата, и тоа бара взаемна поддршка. И кога имаме таква ситуација, браковите опстануваат, браковите се среќни. Пронедов една ваша констатација, велите, погледнете ги кафаните. Мажите седат сами, жените седат сами, едните се фрустрирани, другите се лути. Ужасна гледка. Ужасна е гледката, навистина. Пред некое време баш со еден другар го дискутиравме ова и вика, знаеш, ми вика Дора, што жениве кога ќе се разведат, се врзуваат како слободни радикали. Едни со други во поголеми друштва си се дружат и повеќе као не се заинтересирани за машкиот пол. А вика од друга страна, ние мажите, ако се разведеме и понатаму остануваме заинтересирани, нели, за жените, ама жените многу така не есапот, не се заинтересирани за комуникација. Причината, една од причините зашто е така, тоа не е случајно. Голем дел од жените, кога го поднесувале тој товар на ригидната улога со години, 10, 20, 30 години, каде што се грижала и за домот, и за работата, и за децата, и за сето тоа е голем товар, после 20-30 години таа жена која ќе се разведе, одеднаш влегува во една сосема спротивна поларност на слобода. И она од таа слобода понатаму не сака да се откаже. Попова, зошто пред се жените иницираат разделби? Значи, кај нас на Балканот и во Македонија нема некоја официјална статистика за тоа дека жените повеќе иницираат разводи, меѓутоа некои социолошки и други психолошки истражувања во поддалечна Европа, како што е Велика Британија и во Америка, покажуваат дека стапката е дури 60-40. 60% жените повеќе потегнуваат први развод во овие земји, а многу помалку мажите. И сега, значи, причината можеме да ја шпекулираме, тоа е моја претпоставка, нели, значи, моје мислење повеќе.
е тоа што во најголемиот дел од случаите жените се многу поспремни и многу поподготвени, значи за компромис. Меѓутоа, истото поретко се среќава кај мажите. Некако на мажите статистички потешко им паѓа таа промена. На мажите повеќе време им треба да се адаптираат и да ги прифатат работите. Жените некако имаат некоја поголема брзина во самата флексибилност и се поадаптибилни. И кога една жена не го наоѓа, нели, одговорот од другата страна на адаптацијата, кој што е потребен и на нејзе, тогаш не ја останува после одредено време на толеранција, нели, после вика таа толеранција има своја граница. Младите се повеќе практикуваат необврзителни заедници, зашто се почесто или се поголем број на млади се одлучуваат да стапат во брак или воопшто да не стапат во брак по постари години. Границата како да е поместена? Да, границата е поместена баш поради општествениот контекст. Прво, многу потешко е денеска осамостојувањето. Значи, денеска, со оглед на тоа кој ги земеме, нели, например, упредвид цените на становите, колкави се, мислам дека ретко кој млад човек може да си дозволи, нели, баш така комотно да купи стана, да не влезе во некаков кредит или во било што друго, уште помалку ако нема помош, дали од родителите, дали од некои други роднини, така натаму. Тоа е прво едната причина, што е многу реална причина, екзистенцијална причина е тоа, зашто младите подоцна стапуваат во брак или решаваат да живеат, нели, по необврзувачки. Другата причина, факт е дека, нели, се појави една поголема глад за амбициозност, за создавање кај самите жени, па, нели, тоа се поместува автоматски. Еве, например, прочитав една статистика повторно во САД и во европските земји, дека веќе се зголемува бројот на жени кои што раѓаат над 40 години. Значи, поголем во моментов е процентот во САД на жени кои што раѓаат по 40-та година од жените кои што раѓаат под 30-та година. Дали сексот е рутина, хормонален миг, а не сплотување со искрен бакнеш, страст и љубов? Значи, сексот може да обстојува како нагон. Мислам, тоа е нашата биолошка природа, дел од животинската природа ни е. Он може да обстојува како нагон, меѓутоа љубовта без сексуалност потешко обстојува. Едноставно, сексот како секс е израз на ниво на тело на љубовта. Ние низ нашето тело ја изразуваме љубовта, нели, кон партнерот и, нели, се додава на тоа дека е биолошка потреба. Меѓутоа, има и многу други значења и многу други функции може да има сексуалноста, а тоа е секој пат кога ќе се вмеша некогаш егото во сексуалноста, знае да стане проблем, бидејќи многу луѓе контролираат преку сексуалноста и тие ситуации. Така што е многу покомплексен феномен и зошто на некој може да му биде потребна сексуалноста да ја живее, дали само од позиција на љубов или поради некои други его потреби да задоволи, тоа е веќе друго прашање. Дора Попова-Узунов, психолог, гостинка во Трилинг. Како да научиме да бидеме задоволни од постигнатото во свет каде што постојано некој очекува нешто од нас? Значи, мораме прво да се свртиме кон самите себе и да видиме кои се нашите очекувања од самите себе внатре. И кога што ни е посилен контактот внатре со себе, со своето срце, што повеќе точно знаеме што сакаме, толку по е мала моќта на надворешниот свет да тоа некако го поремети внатре во нас. И често пати знам да ги прашам клиентите што сакаш. Одговорот на секој еден човек е да бидам среќен, да имам мир, и тоа се генерални одговори. Да, сите сакаме да бидеме среќни и да имаме мир. Меѓутоа, многу е битно да знам кои се моите конкретни, специфични, многу мерливи цели што мене ќе ме однесат до мирот и до среќата. Што е среќата? И кога тоа го откриваме, знаеме што сакаме. Значи, среќата е субјективна состојба кај секој човек. Некој може да го прави посреќен, да создава и да креира, не знам, кариера, некој може да го прави посреќен да има семејство, некој го прави посреќен да оствари некоја материјална или финансиска цел и сето тоа е во ред. Меѓутоа, среќата секој човек ја одредува различно. И среќата, значи, се создава. Таа не е состојба, значи има разлика помеѓу задоволство. Задоволството знае да биде минливо. Меѓутоа, среќата може да биде по-трајна состојба. Тоа не значи дека немаме проблеми или дека животот ни е празен. Тоа значи дека среќен живот е живот со смисла. Една пријателка пред некој ден ми кажа: не се плашам од тежок живот. Се плашам животот да ми биде празен без смисла.
Кога животот е потежок, имаме повеќе предизвици, меѓутоа ја знам крајната цел и смислата која што сакам да ја остварам, нели, од сето тоа, животот добива среќна нота и станува полесен за живење. Авторка сте и на неколку романи Превртена љубов, Синиот час и Ѓаволот има убаво лице. Вашите романи изобилуваат со високо драматични и проткаени психоаналитички анализи и реторика. Сакате постојано да ги анализирате, да правите психоанализа на ликот или делото на одредена личност? Тоа е на исто при разговор со една моја блиска пријателка, еднаш ми рече, знаеш дека сите ликови во романот си ти. Дека уствари тоа се сите твои некако подличности кои што се собираат внатре во романот и тоа е едно нејзино интересно гледиште. Меѓутоа сигурно дека инспирацијата е исцрпена од некакви реални доживувања и така натаму во моите романи, меѓутоа пак ќе нагласам, значи романите ги напишав во многу помлада возраст од сега, можеби цела една деценија е помината од мојот прв роман кој што го издадов, нели, на 25 години, сега веќе имам 34. И меѓутоа инспирацијата за романите секогаш што ми ја црпела дали од реални ситуации и од луѓето пред се. И дури забелешката што почесто ми ја давале читателите, била дека многу добро знам да навлезам во ликовите и во нивните карактери, меѓутоа ми наоѓале замерка или слабост на тоа како е конструирана самата приказна. И добро, искрено ја прифаќам забелешката и критиката, бидејќи нели повторно не би можела можеби толку добро да искреирам приказна како што еден книжевник би можел, меѓутоа јаката страна нели на романите е повторно таа аналитичка нота што ја има во ликовите и се длабоко некако детално опишани нивните карактери. Како Дора Попова Узуновски во овој динамичен ритм на живот, наше секојдневие, се вклопува во партнерскиот живот? Со договор. Значи, повторно ќе кажам, договорот е многу битен. Ги делите обврските? Значи, обавезно со сопругот, секогаш ги споделуваме обврските, ние имаме едно дете само. И многу е важен договорот. И повторно ќе кажам, таа флексибилност и флуидност во секојдневието. Значи, ако не можам јас, да помогне тој. Ако не може тој, да помогнам јас. Многу е битно да постои еден брз одговор на барањето во секојдневието. Ако ние влеземе со отпор, не можам сега, тешко ми е, не, ако постојано бидеме во тој еден отпор на не, почнуваат калемите почнуваат проблемите да се калемат еден по еден. Значи многу е важно да имаме брз одговор, брзо да знаеме да реагираме и значи да си помагаме еден на друг. Благодарам што издвоивте време и гостувавте во Тренинг. Благодарам уште еднаш за поканата. Беше задоволство. Дора Узуновски Попова, гостинка во Тренинг, психолог. На мојата заработка е исклучиво од концерти, джез концерти, каде што луѓе плаќаат влезници, слушаат, не зборуваат, не јадат, доаѓаат, купуваат цедиња, плочи, прават муабет, се интересираат, разбираат, велат, ве знаеме од таа и таа плоча со Душко Гојковиќ, ве знаеме со Ференц Шнедбергер. Ова CD го купивме. На кој CD свирите вие? Ја викам, на овие. Кога си сама, кога си тажна, кој ли те вика пролетен свет? Кога си сама, кога си тажна, моите жълти. Во твојот се свет. Ова е шпата. По музичкиот времеплов на еден музичар ги поставува темелите на македонската современа забавна музика. Шпато. Музичар, композитор, аранжер, диригент. Драган Јаконовски Шпато. Се смета за еден од најталентираните и сестрени музички дејци на забавни и джез ноти.
и интерпретации. Шпато беше музички гени во голем талент, велат негови современици. Добре дојде во ова издание, му велам на еден друг Шпато. Добре дојде за Марти Ѓаконовски Шпато. Добро ве најдов. Овие денови сте во Скопје. Што беше пресудно мотив да одите по стапките на вашите најблиски? Татко, мајка, музичар, интерпретатор, дедо. Да, веројатно беше важно да се порасне од бебе со музика. Веројатно беше тоа, не покрај гените, мислам дека беше вбризгувањето на различниот вид на музика, од класична до џез музика во мојата фамилија. Многу важен аспект беше дека не се слушаше само музика во мојата фамилија, туку и татко ми им преснимуваше на касети на сите луѓе што ги познава. Така што јас од кога сум бебе, од кога шетам вака околу масата каде што аранжираше Рано Сабајле, морав да ги слушам тие работи. И веројатно не беше тешко да се одлучам на такво нешто на 5-6 години. Колку може човек да се одлучи како детенце на 5-6 години? Мора само да одлучам меѓу виолина и клавир. Са клавир имавме дома, седев од време на време и свирев. И така и секако дека е многу убаво да се оди по стапките на мајка ми, на татко ми и на дедо ми Васил, но си има исто и своја цена. Значи, мојот татко цената ја платил, музиката може би делимично му го скратила и животот. Сепак останал тука, се борел, значи, за идеали. Јас сум имал малце полесен пат, ми било, значи, припремен ми бил патот од него. Мајка ми ме пратила на 15 години прво со музичка младина да одам на меѓународен камерен оркестар во Грозњан. И после тоа ме прати на еден воркшоп со Реджи Воркмен, с кога имав 20. Така што постоја во мојот живот од бебе до мојата 20-та година како одскочни, како се вика тоа, даски, да. Музиката е семеен, своевиден семеен код на Ѓаконовци. Да. Во 90-тите се решавате за контрабас. 90-тите заминувате за Германија, поточно во Келн. Бидејќи Келн многу добро го познавам. Да. Имајќи го преди дека неколку години живеев, имав можност и да бидам во Келнската филхармонија и во Келнската академија. Се сеќам дека во тој период наши млади, амбициозни, мои драги пријатели, од Дарко Костовски пианистот, исто така пианистката Илинка Манова, потоа виолинистот Олег Контраденко, вие, како се градеше тој дел на својата првична, односно музичка кариера? Да, тоа е многу добро прашање, бидејќи потекнувам од овде, како и Дарко Костовски, како и Ѓорги Димчевски, Марија Пендева, еден куп луѓе што дојдоа, барем во Германија. Значи, мене ми беше целта, всушност, да одам во Америка, да студирам на New School во Нью Йорк, со Реджи Воркмен. Но, да кажеме, бев на 18 години, 88 во ЈНА, и бев ептен свеж резервист. И да се добие таа американска виза, да се студира, беше опасно за мене. Затоа се одлучив за Германија, отидов во Загреб прво. Тамо бев активен 4-5 месеци на таа сцена. И Загреб има како и Белград многу јака џез сцена уште во тоа време, а и сега исто. И така сретнав еден од Келн гитарист, што веќе тамо студираше и рече: Мартине, за тебе е Келн прави град.
има публика и затоа отидов во Келн. Германците велат оне бас кајн шпас. Оне бас кајн шпас. Без бас нема фан. Да, нема задоволство. Да, тоа е така. Секако дека беше многу тешко како македонец или како екс-југо, безобзирно дали би бил од Србија или Хрватска, да се пробиеш низ тој обрач што германците и сличните на нив го има затворено. Беше затворена сцената. Јас директно од Загреб во Келн отидов. Вие во едно интервју велите да не бев од Балканот и предрасудите кон него. Да. До сега ќе свирев не во 250, туку во 1000 албуми. Мислам дека од интернационалните уметници, наши музички, Добро. мислам дека Симон Трпчевски е единствениот што навистина му се отворени како македонец сите врати на секаде, и во Америка и во Европа. Значи, јас, врвен солист и врвен работник и многу каризматичен. Јас сум басист, јас сум во позадина. И сега вака е работата. Да бев американец, американските басисти што се на чии левел сум јас, свират со најпознатите, со сите можни джез музичари. Значи има еден басист што е осреден, што би рекле ние, а единствен музичар од големите со кои не свирал е Херби Хенкок. Предпоставам надвор од границите од Македонија нема ова е мамино или татино дете. Да, нема, не. Тоа е многу ретко. Тие се навистина под дрил и се врвни, како и Колунџија и како и нашите, нели? Тие што потекнуваат. Но има еден куп талентирани луѓе и тие кои ќе се фатат за еден инструмент го работат до срж, мислам, и успешни се. И затворен е кругот. Да бев американец во тоа време, значи 90-ти години. Јас од 84-та свирам контрабас, се префрлив од виолина на контрабас, кај професорот Велко Тодевски на средно музичко, и онда после војска почнав со академија, но видов дека беше малце абсурдно тука за некои неважни предмети се повторуваше година или така нешто, нема те пушташе некој неважен, навистина, што нема врска со музика. 91-а, кога отидов тамо, веднаш се запишав, значи, и мислам дека школата не е за да научиш нешто ти многу таму, пошто јас бев подкован многу добро, пошто јас отидов со 300-400 джез стандарди веќе во главата. Значи, една книга веќе во главата на памет. А тие германската сцена во Келн поготово, бидејќи таму беше школата, на школата се свира 20 до 30 стандарди. Тоа се джез композиции што потекнуваат од Бродвеј или од познати уметници во светот на джезот. 30, 35, секогаш се повторуваше тоа. Сега, кога си ти пораснат од бебе со Singers Unlimited, со Stan Kenton, со Sarah Vaughan, со Frank Sinatra, со Ella Fitzgerald, поготово Singers Unlimited, што исполнуваат од многу различни композитори и жанрови, меѓугласие, повеќе гласие, значи аранжирано, врвно од Gene Perling, кога си пораснат со таа музика, а таа музика беше омилената на татко ми и стана и моја омилена. Ти си подкован, ти одиш таму, ама не се фрустрираш, само си мислиш, добро, окей, сега да видиме. Имам репертоар. И подкован сум, потекнувам од музичка фамилија, значи би требало се да биде окей. Сепак е затворен обрачот. Што мене ми помогна е не колку сум јас добар или подкован, туку колку сум благодарен за тоа што го имав таму, што се отворија вратите, колку бев значи, јас во Келн ја видов джез сцената, ама јас сакав да знам каде сум стигнал. И јас и историјата на Келн ја изучував. Зошто е тоа така? Зошто е карневал? Што прават на карневал? Зошто е од левата страна се вака, од другата страна се Shell Sick,
погрешна страна, бидејќи таму дошле швеđаните, протестантите, а правата страна кај што карнавалот се римјаните. Значи, се тоа ме интересираше, бидејќи реков, окей, тука живеам, сакам да знам со кој си имам работа, зошто е тешко да се влезе. Значи, така, многу интересна работа и сега мислам дека ги знам. Вие во една прилика велите дека во Германија, а и на западот, во најголемиот дел од западноевропските земји, се живе од музицирање и партиципирање на големи концерти. Да. Да, значи јас имав среќа, освен додека студирав, што се придружив на еден cover band, тоа е како Top 40s band, каде што свиравме Майкл Джексон, Фил Колинс, такви работи, за добри пари. Значи, тоа беше единствено каде што свирав во таков Top 40 band да заработам пари. Тоа се вика као гала бенд, нели, ивентс, такви работи. Остатокот на моето на мојата заработка е исклучиво од концерти, джез концерти, каде што луѓе плаќаат влезници, слушаат, не зборуваат, не јадат, доаѓаат, купуваат цедиња, плочи, прават муабет, се интересираат, разбираат, велат, аха, ве знаеме од таа и таа плоча со Душко Гојковиќ, ве знаеме со Ференц Шнедбергер. Ова CD го купивме. На кој CD свирите вие? Ја викам, еве, на овие. Јас немам своје CD, нели? Јас музиката на татко ми и својата музика почнав дури да ја работам под своје име кога почнав да доаѓам тука почесто негде. 17-18. Мартин Ѓаконовски Шпато, гостин во Тренинг. Често сте на релација Келн, Скопје. Како ви изгледа културната македонска сцена кога ќе дојдете? И особено Скопје. Да. Дали Скопје може да биде град на културата? Да, да. Во меѓувреме, да. Кога си отидов од овде, единствена музичка манифестација во врска со джезот беше джез фестивалот. Скопје джез фестивал. Имаше Куманово, Штип. Од време на време нешто во Куба Либре и Джезин, нели во Охрид. Така, полесна шема, не... Знаете како е. Кога свириш во кафулиња, луѓето зборуваат. Не те слушаат. Не дошле да чујат. Кога ќе платат влезница во Даут Пашин Амам, во Салон 1919, тогаш може би слушаат. Тогаш дошле да слушаат и некултурно ако зборуваат. Во меѓувреме има многу кафулиња каде што се уште се свири, се уште има останато. Тоа е останато на Балканот е така. Ми се чини дека во Србија е слично. Се зборува. Но што се случи во последниве 10-15 години, многу важен аспект беше што Ален Хаджи Стефанов од Нью Йорк со татко му дојдоа и го отворија Jazz FM радио. Тоа не постои во Европа скоро никаде. Swiss Jazz Radio, има нешто British и иначе не. Значи тоа што го имаше Скопје од пред 15 години, тоа беше револуција. Да се шеташ низ Скопје и да уклучиш во кола, например, радио и да слушаш джез 24/7. Тоа е нешто, тоа е многу појако од Скопје джез фестивал, кој стана онака джез фестивал на мода, не знам, доаѓа некои луѓе што немаа врска со джез и така натаму. Поминаа времињата на Скопскиот джез фестивал кога доаѓа луѓе што на вистина ги мешаат картите во музичкиот свет. Така, може би сум јас Не, јас всушност се... Дали се испровинционализира културата, музиката? Знаете што,
Душко Гојковиќ е некој што многу почесто бил на релација Минхен-Белград, отколку јас Келн-Скопје. Значи, јас до пред 8 години доаѓав еднаш, два пати во годината овде. И мислев дека знам што се случува. Доаѓав во април и во октомври. Па подоцна доаѓав само на лето. Па приватно имав турбуленции, па почнав да доаѓам почесто и така, ама ова што го прашувате, мислам дека и на целиот Балкан се случи тоа што Пинк телевизија и тие го донесоа, тие некој Душко Гојковиќ тоа го нарече музички џихад. Вие сте интерпретатор за разлика од Шпато сениор кој беше композитор, аранжер. Дали ве следи културното и музичко наследство од таткото Драган? Дали ме следи? Имав негде, бидејќи знаете дека Олег Кондратенко се врати одамна. Дарко Костовски е единствениот што се држи во Келн, отишол и се држи таму и не знам колку има носталгија. Сигурно има. Ама не доаѓа често. Мене ме јадеше носталгијата буквално. И јас бев тој од нас двајцата, од мене и брат ми, што секоја година доаѓаше тука, само еднаш пропуштив и тоа си го префрлав. Имав само 8 дена. Тоа е кога нема доволно да откажете свирки во лето и кога нема да имате доволно и до Хрватска со фамилијата да отидете и до Македонија. Јас музиката на татко ми ја знаев од бебе, нели? Сите песни што се поважни ги знаев по мелодија. После еден концерт 16-та со Душко Гојковиќ и Македонската филхармонија во АРМ, тогашната директорка на филхармонија Маја Чаначевиќ ме праша дали би сакал нешто 2017 да направам за татко ми. Во чест на татко ми. И реков добро, во ред. И траеше многу долго тоа, бидејќи морав да одлучам кои композиции од татко ми да ги исполнам, да остане некој пријател мој да ги аранжира, а што да бидат оригиналните аранжмани. Пошто сепак е big deal, нели? Јас го презентирам татко ми во неговата земја, каде што тој ги оставил, животот го оставил, така? Значи, многу тешко наследство, многу големо бреме за мене. Тогаш почнав да ги слушам и текстовите. И се распаднав. Значи, јас се распаднав. Текстовите беа точно тоа што сите тие години кои ги поминав горе ја осликуваа мојата состава. Значи, јас отидов горе да живеам од музика и на крај музиката на татко ми, текстовите и композициите, мелодиите, ме вратија назад во Македонија, всушност. Да не го направив тој концерт за татко ми. Мислам дека до ден денес нема да ги знаев текстовите вистински, што е мислено. Текстовите се на Благој, на Ѓоко Ѓоргиев, најчесто, и на Благој Стефановски. Многу тешки текстови. За мене беа многу тешки. Возев на кај школата во Мајнц, каде што бев доцент, и слушав и ронев солзи. Економски на крајот. Кога концерт во Скопје? Следниот концерт ќе биде со Танос
му го заборавив презимето. Нешто се најавува за напролет. Акордеон, да, на 25 април на Скопје Сити Фестивал и Гент Руши на клавир од Албанија, значи од Атина и од Тирана и јас од Скопје. Мешан програм, така гледате без, значи хармоника, контрабас и клавир. Интересно. До сега не сум имал таков состав. Ви благодарам што издвоивте време во овие неколку денови додека сте во Скопје да ми гостувате во емисијата, ми беше задоволство. Ви благодарам, и мене ми беше големо задоволство. Мартин Дјаконовски Шпаток, гостин во ово издание на Тренинг. Толку од мене вечер. Гледавте уште едно издание на ТВ магазинот Тренинг. Следете на за 7 дена во исто време со нови соговорници и теми. Довидување.